Инаку Дафина Становска од 7:30 во ова собрание и за ваша информација, колку и да се трудите да не малтретирате, ќе ве разочараме, можеме ние многу повеќе да издржиме. Дополнет предлог на закон за вршење на сметководствени работи. Се разгледуваше на Комисијата за европски прашања, одредно затоа што оваа комисија го добива приматот во ова собрание и ништо чудно еден ден да ја добие улогата на законодавно-правна комисија, бидејќи речиси половината од сите закони проаѓаат низ оваа комисија. Европски нема што. На почетокот ќе се обидам да направам една мала хронологија на овој закон. Имено постојниот закон за вршење сметководствени работи е донесен во 2012 со цел уредување на условите за вршење сметководствени услуги и формирање на институт на сметководители и овластени сметководители или скратено ИСОС. 2019 година Министерството за финансии, предводено од Тевдовски, предложи нов закон за вршење на сметководствени работи, но по бројни реакции од ФЕЛАТа и одржаната јавна расправа на седницата број 47 од Комисијата за финансирање и буџет, истиот не е донесен. Надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за вршење сметководствени работи во моментов врши Министерство за финансии. Со новиот предлог закон се формира нова институција, Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија или скратено СУНС. Најспорното овластување кое го има Советот е согласно точка 2 од членот 5 став 1 од законот, која гласи: иницира контрола на трговци поединци сметководители, трговци поединци овластени сметководители и друштвата за вршење сметководствени работи до ИСОС. Дополнително во точката 7 од истиот член 5 се предвидува Советот, цитирам, потреба да учествува во постапките на контролирање на друштвата за вршење сметководствени работи и трговец поединец сметководител, односно овластен сметководител, затворен цитат. Со вака поставениве одредби, Советот ќе има контрола врз работата на сметководителите, а со тоа и на нивните клиенти, односно бизнис секторот во Македонија. Советот составен е од 5 члена, од кои 3 се по предлог на министерот за финансии. Во новово предлог законско решение повторно се организираат сметководителите во подружници, решение кое се моментално во законско решение е неприменливо. Со членот 69 од преодните одредби се предвидува да се направи превод на меѓународните стандарди за финансиско известување и меѓународните стандарди за финансиско известување за меѓународните сметководствени стандарди во рок од 9 месеци, без разлика дали ќе се избере ново раководство согласно законот или согласно членот 70 кој пропишува на кој начин се бира вршител на должност председател на Институтот за сметководители и овластени сметководители. Вршителот на должност го бира Советот преку ад-хок комисија за избор на вршител на должност, председател на Институтот за сметководители и овластени сметководители. Членови во комисијата се 4 овластени сметководители на предлог на стопанските комори и еден универзитетски професор од областа сметководство и ревизија. За формирање на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија се потребни финансиски средства кои ќе се обезбедат од буџетот на Република Македонија. Инаку да потсетам, со буџетот за 2022 немаше предвидено средства за институција со ваков назив. Сега, заради јавноста ќе прочитам едно барање од сметководителите, објавено на 11 мај оваа година, па вели: овој закон, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување со европските директиви. Пратениците да ги тргнат настрана личните и партиските интереси и да гласаат против законот за вршење сметководствени работи. Комората на сметководителите се оградува од предлог законот за вршење сметководствени работи и бара негово повлекување од денешната пленарна седница, се мисли токму на оваа 71-та. Според Комората, предлог законот е со европско знаменце под изговор дека се усогласува со ЕУ директивите, но наместо тоа и наместо олеснување на работата на сметководителите, предвидува дополнителни точоци, обврски и контроли. Тука завршувам со цитирањето на јавното барање на сметководителите под наслов "Овој закон е штетен и нема ништо европско во него". Како дополна на реакцијата на македонските сметководители, сакам неколку работи да потенцирам. Прво,
Кога се донесе овој закон во 2012 година, во него имаше одредби кои се однесуваат на држави членки на Европската Унија и истиот беше изменуван и дополнуван неколку пати, но никогаш не бил поднесен во процедура со знамето на Европската Унија. Понатаму, предлогот на закон за вршење сметководствени работи се состои од 77 членови. Се усогласуваат само 2 члена, односно еден став кој се состои од една реченица и еден цел член, што значи дека само 1,54% од членовите се усогласуваат со ЕУ законодавството. Инаку, членот кој се усогласува ќе отпочне да се применува по стапувањето на Македонија во Европската Унија, со што останува само усогласувањето на еден став, односно на само една реченица. Членот 27 е усогласен со правото на ЕУ уште во 2012 година и беше изменуван неколку пати претходно, но никогаш законот не бил поднесен, повторувам, со европското знаменце, а членот 33 ќе се применува, повторувам, по стапувањето на Република Македонија во Европската Унија. Попросто и народно кажано, не се усогласува ниту една одредба со правото на Европската Унија. И самите сметководители, оние за кои е наменет овој закон, ви бараат истиот да се предложи во редовна постапка, без европско знаменце, затоа што не станува збор за усогласување на националното со законодавството на ЕУ, бидејќи тие 2 членови кои се усогласуваат, не се однесуваат на суштинско усогласување и не представуваат системско решение. Сега сакам да ви ги исчистам, колку што времето тоа ќе ми го дозволи, и коментарите на партиската комисија на ВМРО ДПМН за финансирање по поедини сегменти од овој закон. Најпрво за воведниот дел од предлог законот за главата 5, која се однесува на усогласеноста со Европската Унија. Во воведот стои дека предлог законот се усогласува со Директива 2006/123/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за од 12 декември 2006 година за услугите на внатрешниот пазар. ВМРО ДПМН вели: целта на оваа директива е да се овозможи меѓусебно признавање на стекнатите квалификации на слободните професии помеѓу земјите членки на ЕУ. Исклучок од меѓусебното признавање квалификации се само регулираните професии и тоа е уредено во член 3 став 1 од оваа директива, каде стои дека директивата 2005/36/ЕС за регулирани професии преовладува над оваа директива. Според одредбите на директива за регулирани професии 2005/36/ЕС, сметководството не може да биде исклучок од така наречените слободни професии. Или, поконкретно, регулирана професија е ревизијата, а сметководството е слободна професија. Затоа, во член 17 став 1 точка 13 од директивата 2006/123/ЕЗ стои дека директивата за ревизија 2006/43/ЕС е исклучок од примената на правилата во оваа директива, затоа што ревизијата се смета за регулирана професија на ниво на Европска Унија. Во член 2 од директивата 2006/123/ЕС стои дека истата не е применлива во областа даноци. Член 26 став 1 точка 1 од директивата 2006/723/ЕЗ вели дека државите на Европската Унија треба да обезбедат квалитетна услуги, вклучително и сметководството како слободна професија на доброволна основа од нивните членови преку прво, сертифицирање на обезбедувачите на услугите или второ, контрола на нивниот квалитет. Овој закон наметнува регулирање на сметководствената професија, што е диаметрално спротивно на одредбите во цитираната директива. Добро е да има признавање квалификации од странство, но не и контрола на сметководствената професија. Имам уште мноштво на примери да наведувам како доказ дека овој закон нема суштина и дека само ќе им ја докомплицира работата на сметководителите. За жал, никој ништо не слуша и не само опозицијата, туку во конкретниот пример не се слуша гласот на сметководителите. Немам повеќе време, затоа завршувам со заклучок дека власта оди спротивно на барањата на потребите на сметководителите и затоа прашувам дали е ова закон за нив или е закон против нив. Одговорот
кај власта, а власта е таа која што ништо не слуша, ништо не гледа, ама и ништо не зборува. Ви благодарам Благица на вниманието. Ласовска.